935 милиони евра вкупен обрат за една година направиле најголемите 7 синџери на супермаркети во државата. Во истиот период, нивната добивка се зголемила за 42,43% во споредба со претходната година. Подоците за минатата 2024 година се уште не се објавени, но проценка е дека трендот ќе продолжи во двете насоки. Се очекува брто прометот на маркетите да порасне за нови 260 милиони евра. Во однос на добивката, предпоставките се дека исто така ќе раснат, на што реагираше и премиерот Христијан Мицкоски. Ако ги гледаме профитите кои што ги остваруваат трговските ланци, ќе дојдеме до заклучок дека помеѓу условно кажано најуспешните компании 10, 15, 20 гледаме такви трговски ланци. А конјунктурата на бизнисот не е сменета. Кога зборувам конјунктурата, зборувам волуменот, не е драматично зголемена потрошувачката или некои иновативни методи, нели? Туку станува збор за покачување на цените и тоа не е добро. Поради ова, за прекршителите на законот за нефер трговски практики, која е на сила веќе 6 месеци, предвидени се казни кои ќе достигнат и до 20.000 евра.